590 репродукции на слики на странски автори создадени во Македонија во втората половина на 19 и првата половина на 20 век, заедно со нивните биографии собрани на речиси 400 страници во една книга. Лексиконот е дело на Владко Милошевски, кој на овој проект работел речиси 20 години. Зоран Андонов се приклучува со задача како новинар да направи балансираност меѓу текстовите, бидејќи тие потекнувале од повеќе извори. Лексиконот е исполнет со ликовни дела кои биле инспирирани од луѓето, градовите, пейзажите, обичаите и историските настани. Станува збор за околу 250 сликари кои што не посетиле во еден период на 100 години, кој што за цивилизацијата е многу интересен и од уметничка гледна точка. Во тој 100 годишен период уметничките стилови се менуваат од импресионизам во кубизам, во експресионизам, па доаѓа во модерна уметност. Од историска гледна точка за Македонија тоа е извонредно значајно временски период. Тука стануваат нашите комити, почнуваат да се борат, па потоа доаѓаат Балканските војни, па Првата светска војна, па Втората светска војна, така да правиме една комбинација на историја и култура на едно место. Овие податоци овде зборуваат не е само за тоа дека некој дошол овде, дека насликал нешто. Тие зборуваат за Македонија. Тие зборуваат за овој простор дека од секогаш бил препознаен под името Македонија. Зошто? Че забележите во лексиконот дека многу слики се подпишани името на авторот, годината кога настанала и Македонија. Авторите велат дека во ова време предизвик е да се создаде едно дело во поглед на негова реализација од финансиски аспект. Од Министерството само делумно е покриено печатењето, најголемиот дел од средствата што беа потребни за да се отпечати едно вакво дело се од Владко Милошевски. Треба поголема поддршка од државата, треба да се препознаат оние работи кои се во интерес на самата држава и секако и на граѓаните. Освен историја и историја на уметноста, лексиконот содржи и неверојатни приказни околу уметничките дела. Например, познатиот британски воен сликар и репортер Вилијам Т. Мот цртал и известувал од Македонија за грабнувањето на Мистон. Во лексиконот се известувањата и скиците на британецот Ричард Катон Вудбил за Иленденското востание и за настаните пред и по него.